Идејата за солидарен фонд повторно доби поддршка од Штипскиот совет. Откако вакво тело претходно беше формирано, но во пракса тоа не даде очекувани резултати. Советот денес повторно гласаше за негово ставање во функција. Со оваа промена, во оваа одлука, конечно го направивме првиот чекор во насока на заживување на она благородна идеја, за да може овој солидарен фонд, во кој што се трансформира постоечкиот фонд за ЛЕР-ИТ, да овозможи издвојување на финансиски средства и финансиска помош за лица кои што се заболени од ретки и специфични заболувања за лекување во земјата и во странство, при што приоритет во самата одлука е нагласено дека приоритет во користење на средствата ќе имаат лица кои што се во категорија до 18 години, деца и младенци до 18 години. Меѓу другото беше одлучено да се промени и досегашното раководство на Солидарниот фонд. Со тоа ќе се овозможи новиот управен одбор да изработи нов статут, односно да направи измени во статутот на фондацијата, со што значи ќе се променат и целите на оваа фондација во насока на финансиска поддршка на лица значи од оваа категорија на тешки и ретки болести. Одлуката за формирање на солидарен фонд Штипја донесе откако се јавија голем број на барања за собирање помош за лекување. Ова иницираше идејата наместо поврати и институции, родителите да се обратат во општината, каде ќе има формирано специјален фонд за оваа намена. Парите главно ќе се собираат од донации, а ќе се делат по точно утврдени критериуми. Освен за лица кои не можат сами да си ги покријат лекувањата, овој фонд треба да им помага и на лицата со ретки болести. Инаку во Македонија досега нема официјална бројка на лица заболени со ретки болести. Во регистарот се регистрирани околу 450 пациенти, додека пак во Сдруженијето за ретки болести се околу 2000.